Малце да направиме муабет за моментот кога се скаравме. Обавезно, брат, без тоа не може. Мислам дека кога те најавив, сите тоа ми го кажа, сега од кој аспект. Ја тогаш излегов со видео и после тоа кажав дека јас сум мандар повеќе во животот, бизнис, не. И тоа и пазете, ова сега што го кажав, му го кажав директно и него пред 2 месеци, 3 колку има. Се тувкаше. Таква пак пијани двајца да седиме. И бидејќи сега во недела почнуваме со ново адреналинско шоу. Па тоа беше муабетот, поради тоа ми кажа. Сите бие што сте не гледале, се сеќавате на оние 2 епизоди на Дуел и оноа Баба Зумбула што го снимавме во као ја во гроб во сандак. Да, па тоа беше тоа беше почетокот така. на адреналинското шоу. Конечно со Димитар Атанасовски со Петар Пан почнуваме со снимање во недела. Петар Пан го викаме. Петар Младенов. И реално Мандар, ако некој е профил за такво шоу е Мандар. Меѓутоа ја после таа дешавка што не се случи на нас, веќе не ќе дојдеме до тоа зошто. Меѓутоа сметам, ајде, дека се уште како другари не сме спремни да си го погазиме своето его поради бизнис. И сметав дека е подобро да бидеме на страна и тоа се покажа како успешно затоа што па на таков начин годинава тој стекна своја публика, ја моја публика и сега можеме да седнеме вака зрело и да разговараме на сите теми веќе да нема такво его помеѓу нас и да работиме за доброто на бизнисот и тоа ќе ви го докажеме на вас летово. Летен подкаст во Охрид 20 дена ќе гледате со мене Мандар и Зоки. Како ги најавам ствариве? Тоа е немогуче. Значи си ја вртиш упорно кога што ти одговара на една мој грб. Шала на страна, значи дојде една вечера во која што јас му кажав дека не сакам да го вклучам во проект кој што го работам. Јас затоа што се плашам дека ќе дојдеме до ситуација да се скараме, а го сакам како брат и едноставно сметам дека треба да се дружиме. Меѓутоа, за да доеме до ова сега што ви го кажам, да тргнеме од моментот на твојот стрим, тоа што го стоеше Боемот. И јас не поканет, меѓутоа сметајќи дека нели доаѓам да се сезаме, да се контрираме со Боемот, он тогаш беше против мој некои соработки и така натаму. Во даден момент ја влегувам и ти се сврташ против мене. Да, тоа беше моментот, па тоа е тоа што ти зборам, концептот на целото тоа раке и салата, ја немав концепт, мене ми беше терај што ти дое на памет. И јас знаеш дека сум против тие брзи кредити, мислам тоа приватно, може секој да се биде. Сметам дека е лоша реакција, во секој случај, од гледна точка на крајот од денот, нели најблиски другари сме. Види, у тој момент, пак ќе кажам, не дека сум сакал ти наштетам или нешто, го имам кажувано 100 пати, али се деси што се деси. Друг е многу битниот момент. Дури на еден начин ми е мило што се деси таа случка. Сега ќе ти кажам зошто ми е, мислам ова сме го правило. Зашо ми е мило што се деси? Затоа што таа случка, тие неколку месеци после, мене ме созреле многу од нека и бизнис аспект. Зашо? Па имам ше малце, ама не пијам вода пошто ќе ме тера на мочење. Затоа што сваќаш, знаеш, после некој време сваќаш дека лебот е тоа, се мешаш у лебот на некој, ама и нека не е лебот. Сметаш дека не можеш да соработуваш со некој на таков начин, ако си така поставен. Али, мислам дека тоа ако не се десеше, па немаше да се зближиме волку како што сме. Ќе се скаравме кога тогаш? Ќе се скаравме, ако се скаравме приватно или некако другаче, може и полошо ќе се испичкаравме, ако беше и за некоја друга ситуација. Може би нешто друго ќе ти погреше со тој мој карактер, може би ти мене, мој карактер е таков. Кој знае што ќе се десеше, може ќе се испотепавме. Пошто сме имали и таква ситуација. Да, и како се вика, мило ми е што се деси тоа, заради тоа што еви ти си сватил некои работи, ама и јас сум сватил некои работи. Например, јас сватив па дека многу поише те почитувам него што мислам, поради тоа што се деси моментот со Латас и мене ме повреди тоа што пробуваат да ти се фатат на грб, што пробуваат да те утепаат, што пробуваат да те бутнат, мислам да те утепаат. Што му тој момент кој ја и ти бевме испичкарани, приватно сум мислел дека сакаш да ми наштетиш, дека сакаш да ми земеш и ти исто за мене, знаеш по кој повод и причина. Сум сватил дека стварно имам чувства према тебе, брат, ми знаеш. Ама не озбилно, знаеш, кога сакаш некој, како да видиш дали го сакаш, едноставно тогаш немаме допирна точка, така, кур ме боли за тебе, треба да ме боли кур за тебе. Се деша ова и викам, што им е, чекај бе, како бе. И вечерта кога се деша, седам се туфкам, дали да му пишам, ќе му пишам порака. И ти пишав порака, брат, што и да треба, тука сум, тогаш се трна, брат, сите рачуе дека не само и другари се трна, не зборам некои јавни личности што ти биле блиски, се трна и против тебе. Кој с тебе вие застани и у тој момент сваќаш дека
подобро што се Збориш за моментот латас кога Да. И викам ќе го поддржам брат, што му еба матер, зашто а не кој себе вака, зашто? Тоа, знаеш, мене од тој момент ме повредило, ме познаваш. Независно од твоето мислење за брзи кредити или моето мислење за твоите лоши постапки. Јас, например, сум ти кажал, знаеш, или мартели за човекот што го сакам. Јас, за мој близок, најголем грешник да си, да не си управо, јавно ќе те поддржам. Таков сум. Некој ќе каже, а ти си легош, ти си ваков таков. Овој го имам кажано и на друга личност која што во тој момент ме нападна, затоа што знаеш во такви моменти секој сака да се залепи до масата и да делува дека е многу јак и во право, а уствари испаѓа само идиот. Ја не сум таков. Ти во тој момент не излез. Мене концептот на самото тоа раке и салата допринело да изреагирам така. Едноставно брат сум направил нешто што би направил у приватност. Така? Тука више ти кажам, доаѓа зрелоста. Сакаш да работиш таа професија, така можеш сам да работиш, немаш што гости да работиш. И тука уствари после тоа сфатив дека не сакам да бидам водител. Тоа сакам и да го кажам. Затоа и него терам више раке и салата, затоа што стварно не се пронаоѓам. Може би некогаш нешто на други, еве сега подкастов што е у Охрид, што ќе биде, да, меѓутоа тој концепт како што го да бидам ја главен на нештото, не сакам. Едноставно не сакам, нели продолжи втора сезона гости и тоа веќе имав можност да викам и убави гости. Мислам етаблирани вамо тоа. Не може. И тоа се ова границата на шаното, сватив дека ти си едноставно добар за нештото. Може би си го видел тоа од мене, нели, од раке и салата си го еволуирал ти, нека ти е со среќа, терај го брат. Немам ја што да барам таму, не сакам. Сваќам дека не сум за тоа. Да го правиме заедно, еве сега на пример кој што ќе Охрид, да се уклопиме. Не, види, ја на пример лично сум ти кажал од старт, сметам дека можеш. Ама знаеш како викаат се у свое време. Ја од оваа гледна точка знам дека ти тоа со мене тоа не си го направил. Извини, друг беше мојабетот што сакав да поентата ни беше нели преска за бизнис дека нема да тераме заедно, тоа беше финалното овакво. У тој момент, нели сваќам ја дека не сакам ова да го терам и така натака, почиња ова адреналинско. И кога го најави, кога ми го кажа кој концепт, искрено сметав дека барем нешто совет ќе побараш оно, ама гледам Стефан Кјути, викам ајде добро, не знам што му е овакво. Една вечер седиме, пиевме нешто, правевме ово, и Стефан ми вика брат да ти кажам, ама така со така као со уструц шала, знаеш, баце незгодно ова. Да ти кажам, вика ќе го терам адреналинско со Петар и со Димитар. Сметам дека ти не си спремен за ова. Сега ја поучен од сето тоа и стварно брат не сум, ја што не се знам каков сум, не сум свесен дека избувнувам дека правам. Ама веќе тука знам дека се прават сериозни проекти, дека пари се упрашање, дека спонзори се упрашање. И Стефан не знае како ми каже. Брат, знаеш, ја не би те уклучил зашто сметам дека не си спремен за оваа зона. Добро е брат, да си здрав и жив, сметаш дека не е време, не е место. И јас сметам дека си управо. Бизнис е бизнис, служба е служба, дружба е дружба. Нема гајле бе брат, мугам, ако што треба те поддржам, ќе те поддржам. Ако мислиш дека не е така, не е така. И мислам дека многу малце луѓе го сваќаат. Тоа е на пример да беше некој друг или да бев ја пред 3-4 години, многу погрешно ќе го сватев тоа или да не се имавме скарано, повторно ќе го сватев тоа моментот, педеров, ова, уствари позадината е многу поголема, не можеш да направиш. Јас си се знам брат, само ако не прифатиш дека имаш проблем, тоа е првиот чекор до решавање на проблемот. Јас сум свесен дека сум бил таков кој што сум бил. Едноставно не разбираш брат оваа професија, оваа работа, немаш така да ги работиш нештата, а уште можеби сум бил гневен на ми останале тие остатоци од ова со војска вамо таму и брат, кога имаш комплекси у тебе, немаш контрола. Не, јас сум го сватил тоа. Затоа сме си прашуваат да раскажеме како сме се смириле, па во тој правец ми оди почетоков нова мисла. Јас сум ти се налутил многу и повреден сум бил затоа што сум те сакал, нели нормално другари и браќа, си ме понижил јавно во тој момент, така јас сум сметал. Меѓутоа, дешавката со Лата ме научи дека ние во животот, поготово во овој бизнес, и GP има зборено на оваа тема, дека стварно има постои огромно лицемерие. И ја во тој момент единствено сватив и таков сум и денес. Ова го работам од интерес и толку. Јас немам емоција кон никого кој што доаѓа тука и тие не треба да имаат кон мене. Туку треба да имаме еден фер однос кој што треба да биде, ти посакам све најдобро, каже си ја приказнати луѓето да добијат убава слика за тебе. И сега во тој момент јас само седнувам и се свестувам дека ја немам 1, 2, 5 души, 100 души на кои што можам да им верувам и дај да поработиме на односот, дај да видиме кај ќе однесе се тоа, затоа што не можеш да имаш брат у животот од секого. И затоа во тој момент мене таа порака, знаеш, толку многу ми зазначи и не само пораката, туку во тој момент
мислам дека само ти од јавните личности стави нешто јавно во знак на поддршка. Така да, еве денеска сега, например, после толку време, ја гледам дека ние сме го созреле тој однос, меѓутоа јас пак ќе кажам, еве дечки, сега е моментот, лето, да не гледате. Кога ми рече сега брат, сега ќе те уклучам и тебе вака така, баш ќе видиме. А јас сум периодов брат, така некако мислам, знаеш, така сум некако определен за видов више дека има леп, тргна, ова, она више гледаш, ти се работи брат, кога ќе влезеш еднаш кога бубањов кога ќе те фати, кога ќе убав живот има, сакаш поубаво да е. И пази, мене може да кажам дека па не, ама така е сега, шо? Убав живот има. Па така е бе брат. Ама шо, како ќе... Пази, јас зборам за начинот на работа, слобода, ово, така. Ми се работи, сакам да работам, да, и претходно сум ти кажал, ако нешто не можам, не можам. Сега бев прв пат да му кажам, брат, он ми рече до душа за подкастот, ова те планирам, добро брат, работиме, газиме. Спремен ли си? Мај да не сум, газиме. Тоа беше муабетот, а спремен сум, ми се работи, тоа беше целата поента. И тука се навраќаме на муабетот, нема бизнес више со Мандаровона, најверојатно си видел дека сум се сменил, брат, ше знаеш. Јас сум, знаеш она кога имате раскинато со девојката, абе променет сум. Сменет сум, брати ме. Сега гледате во Охрид третиот подкаст, да ти е. Дека мене е многу медиумите, Мандар си отиде од Охрид. Многу ми е променета перцепцијата брат за оваа работа и мене, така да. Види, знаеш што, мислам дека не само ти и не само јас, секој од младиве. Кажувам младиве, затоа што ние сме генерација, која што имавме многу поголема шанса од тие 10 години што се постари од нас, како на пример Тамара Тојаскелена Ристеска, не знам, и генерацијата на Тоше Прески, Каролина, затоа што нив им биле достапни медиуми телевизиски и чекале шансата уредници. А ние си ја земавме шансата сами, меѓутоа тоа направи една сериозна дистинкција. Направи момент секој да мисли дека е битен и дека све знае. И тоа кај 99% луѓето што се бават со наша работа и на Инстаграм направи его. И не прифаќаат кога некој им кажа дека друже, за ова не те бива, ако сакаш да си подобар, седни и праше или побарај помош, некој да те подучи. Или фати некој пат што те бива. Јас, например, сум барал, брат, од колеги новинари, водители, сум се јавувал, сум прашувал, и ден денес сум таков, значи ја не сметам дека сум добар. Еј, мене, преска ќе му се запалеше студиото ако не бев ја. Да. Од мене бара помош кога требаше да се физичка работа. Ама братче. Што да кажеме за Боемонт?